12 часот и 4 минути. Вие сте на фреквенцијата на Радио Пела, во програмата Радио што се гледа. Не слушате на фреквенцијата, а не слушате и не гледате на социјалните мрежи. Денес разговараме за театарот, затоа што е 27 март, светски ден на театарот како уметност, што живот значи и за оние што ја чинат, но и за оние што ја восприемаат како уметност. До сега разговаравме со режисерот Борис Василевски, отворивме убави теми и се надевам дека ви беше пријатен за слушање и гледање разговорот меѓу мене и него. А сега продолжуваме всушност со еден виртуелен разговор со актерот Бобан Алексовски. И на почеток, ако не слуша, ќе му го честитаме роден денот, а потоа... Ајде, Коле, ти си по пеењето. Здраво ако не слушаш, Бобан. Здраво, живо, фала за честитките, фала за роденденските честитки за мене. Се слушаме така? Да, се слушаме. Честитки и за овој ден голем, секогаш 27 март. Ден после мојот роден ден. Вчера си мислев дека ова не е случајно. Да си се родил ден пред светскиот ден на театарот, затоа што тоа некако го препознаваме по твојот жар за театарот. Па да, некако спонтано се случило сето тоа, ете, и што како мал кога дознав што е 27 март, повеќе се радувам за роденденот на театарот отколку за мојот, кога веќе ме обзеде таа театарска магија цела уште од мал. Кој беше пресуден момент? Каде првпат ја доживеа таа магија на театарот? Па можам да кажам дека со самото влегување во театарот уште во 2003 година и во јануари месец, некако тоа осетив дека ќе биде некој пат голем кој што навистина ќе го одберам. А се случи уште од мал, не знам, таа театарска магија ме обзеде уште кога беше првата представа во театарот. Ние бевме џуџиња во Снежана и 7 џуџиња. И представата се работеше толку професионално, мислам, беше на театарот представата, не беше аматерска представа. Ние бевме нормално мали деца кои што играат џуџиња. Другите беа сега завршени актери, исто беа средношколци, Степануле, Кате Чакмаковска. Тоа беше навистина еден период од животот кој што ќе го паметам се до крајот на животот. Режисер беше Петар Димовски Жмарата, кој што театарот некако го всади во сите нас со кои што ги работеше тие представи и гледавме дека како се работи на професионален начин уште од мали нозе театарска представа, а ти си 4-то одделение на училиште. И одеднаш некако како да растеш ментално повеќе и се препознаваш во тоа се повеќе и повеќе и тоа е и поентата на занимувањето воопшто со театар. Или ќе го живееш до крај моментот и ќе бидеш постојано во раст со театарот и во движење со сите активности околу театарот, ти како актер, како режисер, како драматург, како автор театарски. Сметам дека е начин на живот и можеби детството ми го на некој начин ми се одзело детството, театарот ме зело од улица, нели, од тие слободни детски денови, меѓутоа внатре таму беше еден друг свет кој што беше исполнет со различни генерации од моја возраст па се до најстари генерации кои што некако театарот го всадува секојдневно во нас и беше и остана една магија која што трае и трае. И веројатно сега имаш можност се она што не си го изиграл како детска игра да го играш на сцената. А постоеше ли тогаш аудиција за прием на вас како деца, како дојде до моментот да може Бобан Алексовски да биде џуџето во представата? Бев дете што гледа многу телевизија, таа генерација која што сака да гледа телевизија, нели, уште во тие 2000-те години. И на телевизија Прилеп имаше реклама за
представа, меѓутоа не ја дочитав рекламата, имаше огласни кои што секојдневно одеше и јас како дете ги читав сите тие огласи секој ден можеби. И имаше објава за Снежана и седумте џужиња во Народен театар Војдан Чернодрински и јас како поголем четврто деление му викам на татко ми и однесе го брат ми на детска представа. Јас демек не треба. И татко ми ја прегледува рекламата и гледа дека тоа е всушност аудиција за представа. Тоа беше момент кој што направи на возбуда и уште сега ја чувствувам ден денес. И веднаш отидовме, тоа беше за 2 дена, мислам, во недела аудицијата. И јас како едно срамежливо дете, таму имаше еден куп деца од прилеп моја возраст, малку поголеми, малку помали. Некои беа и деца на вработените од театарот. И беше еден момент срамежлив за мене, кога требаше јас да настапам на аудицијата во бифето што сега се користи таму во театарот. Ја пеев една песна за екологија, не знам. Меѓутоа не ја допеав песната затоа што се расплакав. Беше срам. И мислев дека не ја поминав аудицијата и чекав да помине некое време, да соберам храброст за уште еднаш да настапам. Меѓутоа нешто немаше време, многу имаше гужва, па си отидовме дома и чекавме повик. Јас бев толку разочаран, мислев дека нема да ме викнат. И по една недела звони телефонот, ми се јавија да играм во представата и од тогаш па наваму јас не престанав да се занимавам со театар. Бидејќи се знаеме лично и си неколку години постар од мене, се начекавме или една, можеби, не знам, се начекавме и во гимназиските клупи. Јас те памтам и по водењето на телевизиска емисија и по рецитирањето на Барбара од Превер. Мислам дека кај некои луѓе посебно се гледа и се чувствува тој жар. Не значи дека ако секој завршил, дипломирал актерство или дипломирал режија, го носи тој жар. Тоа е, да, може би една скала, но кај тебе тоа сите го препознаваме и на сцената и во неа. Колку, еве сега, предпоставувам ги прочита пораките на нашиот Емил Рубен, на Емил Рубен, на грчкиот актер, колку твоето гледање на театарот, твоите мисли за театарот се сосредоточуваат со она што тие го испратија како порака? Па сметам дека секој еден театарски работник размислува на некој начин како нив, кој што е активен и кој што го допира се она што се случува во светов и сака да го направи театарот поблизок до публиката, со можност да постави некои промени, некои норми, некои правила кои што ќе се искажат низ театарот, да биде една храброст за општеството. И сметам дека токму и тие го изразуваат тоа, особено во светската порака. Го изразуваат тој копнеш како театарот да ги спаси работите кои што денес се како да кажам, без одговор. Некои прашања кои што ги поставува секој човек денеска. Сметам дека и театарот треба да се занимава со истите. И колку повеќе се занимава со тие прашања кои што секој ден еден човек во било кој време од денот ќе се сети на нешто што ќе помисли на некој проблем и на некое прашање во врска со општеството и со светот и со неговото живење воопшто, сметам дека и театарот колку повеќе се занимава со тоа, толку повеќе ќе се развие во еден нов правец уште поблизок да биде до публиката и да биде еден спас, една надеж за ова време што, за жал, гледаме какво е и што се случува. Веројатно, живееме во страв и театарот секогаш бил за утеха, секогаш бил тука да подаде порака која што ќе биде, еве, ако биде комедија ќе се насмееме, тоа ќе биде нели едно испразнување на она што ние како луѓе го живееме секојдневно, но ако биде тоа драма или трагедија, тоа ќе биде еден посериозен момент за човекот кој што ќе ја памети представата и ќе му помогне да живее со сето тоа кое што секојдневно го живее. И затоа сметам дека тие пораки се многу добри,
да ги носиме сите како актери, сите како театарски работници, во врска со екологијата, во врска со војната, во врска со катастрофите, во врска со се она што секојдневно ние сме во допир и не мачи како луѓе. Театарот тука треба да биде една лабораторија за ова време кое што го живееме, сметам, затоа што луѓето многу, кога е поблиску сето ова и кога театарот е како лабораторија во некоја представа и кога се разработуваат животни прашања, публиката е многу желна за таква представа. И еве тоа мислам дека се случува периодов. Има публика која што активно ги следи тие представи и таа публика се развива, затоа што во театарот се зборува поискрено од кога било, сметам. И така треба и да остане и да се развива тоа целото. Дали од аспект на гледач македонската публика навистина во последно време се повеќе е желна да погледне нешто и да се насмее и да се развесели, а генерално македонскиот театар, па и институционалниот и независниот малку представи нудат од таков тип. Мислам дека ни треба промена, односно кој е тој став во однос на репертуарската политика, затоа што доволно ни е сиво времето во кое живееме и на гледачот кој платил карта не му требаат факти секогаш да оди и да му се потврди во колку лошо време живее. Едноставно нешто треба да му го подкрене духот за да може да продолжи понатаму и да успее да промени нешто. Каков е твојот став во однос на комедијата како жанр и зошто ја немаме? Види, во представите каде што е представен ужас и тоа што викаш дека можеби човекот не сака тоа да го гледа и да го доживее, можеби, велиме, затоа што тој ужас се сепак низена естетика прикажан во целата представа и е малку како соединување, не е тоа да се исплаши уште повеќе публиката. Мислам дека тоа е поголем аларм за сите заедно да се доживееме како единство додека е представата и тоа да не тржи понатаму, за да ги решиме некои наши лични проблеми, за да дадеме став за нешто одредено во општеството. И сметам дека не треба да се гледа така на тие работи, а гледам дека луѓето за така гледаат, кога има сериозна представа, кога се зборува за сериозни теми, особено кога има ужаси и луѓето не се заинтересирани за тоа, нормално од една страна, меѓутоа ако тоа го смениме нашиот мајндсет и не го гледаме низ тие очи дека тоа нас треба да не исплаши, до нас се работи, мислам дека кога треба да ги смениме работите, низ кој видик треба да ги видиме тие нешта. А секако комедијата во нашава држава е можеби најразвиена форма од секогаш, од кога постои театар. И нашиот народ е познат, особено прилепчани се познати по мајтапот, нели, и по хуморот, она што сакаат да го живеат духот, да биде позитивен, да го држат духот позитивен, со еден збор. Меѓутоа, сметам дека и сериозните представи не треба да се гледаат така, туку треба да се најде па хуморот кога се работи таква представа во тие представи. Па да, и мене искрено ми пречи, например, поделбата дека мислам дека и комедијата е многу сериозна. Тоа исто постои во литературата, кога се вели литература за деца и сериозна литература, што значи литература за деца е ха-ха. Јас по-народски се изразувам сега за да ме разберат. Разбирам. Да. Меѓутоа, кога ќе се најде хуморот во целата, како тоа е мајсторство и за режисерот и за екипата, кога ќе се најде и таа поента во целиот текст, тогаш веќе мислам дека внатре ќе има за секого и во еве да речеме, да ја кажеме таа сериозна представа. Така. Разбираш? Драма, трагедија. Имаш ли улога од соништата во тој контекст? Имаш ли улога која со сето срце сакаш да ја одиграш на сцената? Како тече времето, одбегнав некако да фаворизирам од литературата, од она што сакам да го изиграм. Некако се инспирирам од понудата на она што секој дневно би го прочитал. Се што ќе има
многу добра нова драматургија, такви ликови кои што се современо напишани, со секоја почит кон цела драматургија воопшто светска, македонска, од како постои пишаниот збор. Меѓутоа се пронајдувам во многу работи кои што не сакам да ги типувам, ме разбираш. Порано ми беше сон да го изиграм Жан од Господица Јулија, да го играм можеби Хамлет, да го изиграм Ричард III. Тие желби уште стојат во мене, како, не знам, некои големи желби, кои што ако ги добијам на вистина, тоа ќе биде едно чествување за мене и како, мислам, тоа ќе биде многу работа и труд, се разбира, меѓутоа една убава задача која што секој актер би си ја посакал ако има такви големи ликови од драматургијата. Сега, извини, исто во прашање го поставив и до мојот претходен соговорник, до Борис Василевски, сега морам и тебе да ти го поставам. Зошто актерите ја имаат толкавата желба, токму тие ликови на Шекспир да ги одиграат? Која е таа фасцинација и толкава желба, токму ликовите од делата на Шекспир да ги изнесат и тоа некако се смета за своевиден врв во актерскиот опус на еден актер? Па да, со некои од тие дела се запознаваме уште во средношколските денови, нели? Особено со Хамлет. Така. Сон на летната ноќ и така натаму. Но кога се запишуваме на факултет за театарски уметности воопшто, во било каде, особено во Европа, секогаш се тргнува од Чехов, па потоа Шекспир, и тие ликови некако на некој детски начин ги разработуваме уште, мислам, на нив се учиме, што се вели, на факултет, и мислам дека посебна љубов имаме кон таа литература и кон тие ликови. Но, сепак, големината на тие ликови е навистина толку слоевита, толку инспирирачка, толку посакувачка да ги изиграш сите тие ликови, затоа што внатре има многу состојби кои што се, не знам, напишани катарзи за улог. Ме разбираш? Тоа е една партитура која што ја имаш готова и сега на тебе се очекува како тоа ќе го прикажеш, како тоа ќе го доживееш, па не само на тебе, тука е заедно со идејата на режисерот и целиот тим, целата продукција. Мислам дека затоа големината ја гледаме во тие ликови, затоа што сите ги имаат играно, значи оние ликови кои што ги гледаме и по филмови, ги гледаме и некогаш во театри каде што ги играат тие дела на Шекспир. Некако цел живот се занимаваме со тие дела и на факултет и потоа и цело време ја препрочитуваме таа цела литература, а и цела драматургија нова се инспирација пак од тие ликови на Шекспир, од тие ликови на Бихнер, од тие ликови на сите оние автори кои што се навистина големи од времето. Сега голема временска разлика помеѓу Шекспир и Бихнер, меѓутоа намерно ја кажав толку голема затоа што оттаму сега па се инспирациите за да се напишат ликовите, а тие ликови се толку, како да кажам, секогаш ќе бидат актуелни за играње и секогаш ќе бидат желни за актер и за режисер за работа. Затоа посакувам еден ден се уште да го изиграм Ричард III, особено затоа што на факултет уште му се закачив, меѓутоа на факултет бев многу мал, за да го сватам тој мозок на Ричард III, нели? И што прочитале знаат за што зборувам. Ја разбирам фасцинацијата на режисерите и на актерите, но може би требало малку повеќе продукциите независни или институционални седно да помислат и на моментот дека сега зборувам од аспект на публика, нели, дека ни треба некоја друга свежина. Мене искрено ми е кога ќе прочитам дека ќе се игра некоја од тие представи, искрено ми е смачено и тие постојани обновувања и нови режисерски видувања на едните исти представи некако ми влија негативно, значи ме одбиваат затоа што сум ја гледал еднаш два пати. И сега да, има некои произведби кои навистина се фасцинантно донесени, но некои изведби од нив се едноставно името е оставено затоа што знае дека ќе привлече одреден број на публика,
а од друга страна го доживувам како буквално уништување или сквернавање на тие дела. Зборувам вака наискрено и другарски. Не би сакал негативно да бидам сватен како навреда, туку напротив зборувам кога нешто такво ќе кажам во друштво, обично јас така мислам, а сега јас ја имам можноста со актер директно да поразговарам за ова токму на денот на театарот. Апсолутно те разбирам и се согласувам. Да, треба да се паузираат тие, меѓутоа овие се затворени работи на факултет. Тоа се работи како материјал, како методологија. Така. Меѓутоа, апсолутно се согласувам дека треба да се даде простор на нови работи, на нови текстови, а Македонија малку има храброст, особено институциите кои што треба да се први кои што ќе дадат, на пример, поддршка на тие нови текстови. Така. Да се даде еден ризик и да се однесе театарот на едно современо ниво. Меѓутоа, некако секоја година гледаме дека има класични представи, истите текстови, но се надевам дека тоа ќе се случи. Доаѓаат нови режисери, нови млади режисери како Борче, поздрав до Борче, како Тамара Стојановска, поздрав до Тамара. Тие се млади режисери кои што ќе донесат своја свежа енергија и навистина гледам дека се во потрага по новата драматургија, да се пласира она што треба да се покаже пред јавноста. Она што сега е ново. Така. Ти благодарам на овој одговор затоа што убаво е чувството кога аспектот на гледачот и аспектот на чинителот на театарот некако се во иста линија. Утрово на публиката е искрена, таа си кажува денес дека ова не ми се допаѓа, ова ми се допаѓа. Така. Многу е искрена, многу. Утрово сам на еден текст на порталот Умно МК, Бобан Алексовски, сакам матична театарска куќа, зашто е време. Те видовме и во народните приказни, те гледаме до ден денес, те гледаме во многу различни независни проекти, во различни театарски проекти. Успешно 5 години, нели, пред некое време прославивте 5 години од театарот Златен елец, кој го водиш заедно со твоите колеги и навистина доживеа успеси и лично како актер, но и како екипа на Златен елец, не само на домашната, туку и на пошироката интернационална сцена. Која е потребата да човек, актер, перспективен едноставно да се прибере во матична куќа? Прво, насловот не е жалба, не е поплака, не е некој негативен став. Јасно. Насловот е еден крик, на мои 32 години, кои што секој ден, секогаш пред театарот, јас растам, пред денот на театарот, секогаш растам една година повеќе. И некако годинава имав желби, некои мисли околу целата моја возраст и занимавање во оваа професија, и имав некој порив да напишам неколку работи кои што Сребра ме поддржа, Умно ме поддржа и ги објавија тие работи. Меѓутоа, тоа е еден крик на секој актер, мислам, дека после дипломирање. Тоа е еден искрен крик дека секој заслужува да има своја матична театарска куќа, да има институција која што ќе стои зад него, каде што ќе има можност да креира улоги, да освојува награди на фестивали, меѓутоа пред се да ја работи професијата и неговата кариера да се развива. На тој начин сметам дека дојдено е времето, затоа што навистина јас веќе наполнив 10 години од дипломирање. Толку многу се занимавав со независна сцена во последно време што сватив дека тоа е една работа, меѓутоа имам предизвик од секогаш како актер да го исполнам сонот, да работам во театар и да имам представи во институционална сцена. Моја љубов е Прилепски театар, таму влегов, таму започнав. И сметам дека вработувањето во театар значи еден чекор, неколку чекори понапред за еден актер, кој што ќе се развива понатаму и ќе креира таму улоги, а независната сцена е еден друг правец кој што секогаш ќе биде независна сцена. Ако ја ставиш во институција, таа нема да биде независна.
Јасно. Секогаш ќе има еден друг порив, еден друг младеж со независната сцена најмногу треба да се занимаваат во 20-тите години, сметам. Меѓутоа секако не е тоа ограниченост на возраст од 18 до 80 до 100 години може да се занимава некој со независна сцена. Меѓутоа сметам дека ова со институционална сцена е еден друг правец. Тоа е и од друга страна една, како да кажам, екзистенционална поголема поддршка во ова време во кое што живееме. Јас за среќа сум вработен актер во Канал 5 телевизија и секоја чест на тоа што постојат такви работни места. Меѓутоа, ова со театарот е друга работа, која што сакам да ја работам континуирано. Со независната сцена тоа ти сам треба да го организираш. Сам треба да креираш датуми, кога, што, како. А кога си вработен во театар, ќе се осетиш како актер и нема ти да си реквизитер, нема да си секретар, нема да потпишуваш договори, нема да се јавуваш по телефони, нема се што да правиш, што прави еден театар. Тоа го правиме, особено јас го работам заедно со моите колеги во независната сцена. Ние сме двајца, тројца и целата работа ја работиме како за 30 луѓе во театар, кога работиме независна сцена. Јас никогаш нема да се откажам од независна сцена, но институционалната сцена е една друга љубов и еден друг растеж, и во 30-тите години сметам дека секој актер треба да има матична театарска куќа, затоа што после 40 па некако е касно и некако брзо е и времето и затоа можеби размислуваме ајде побрзо. И сите тие успеси со независниот театар некако направија во мене храброст за да веќе го барам тоа на еден убав начин, да го очекувам тоа и зошто да не. Многу сум една воркохолична личност која што сака да ги комбинира сите работи. Никогаш нема да се откажам од работа зад камери на микрофон, на што го работам во Канал 5 телевизија, синхронизација. Никогаш нема да се откажам од снимање, од независен театар. Меѓутоа многу сакам да имам институционална сцена, представи каде што ќе ги работам, да знам дека во една година ќе имам неколку или една улоги. Нели без да се грижам постојано. А независниот театар е на друга трка. Еве годинава имаме 2 проекти кои што уште, како да кажам, крајот му го не можеме да му го најдеме, меѓутоа треба да се случат и се 2 големи проекти. И затоа што сме мала екипа, тие нешта побавно се организираат, меѓутоа со многу љубов и многу труд навистина ќе се остварат. Прво ви посакувам многу успеси на тој пат во независната сцена и на новите проекти, затоа што дефинитивно и театарот Златен елец, но и другите независни продукции внесоа последниве години свежина во македонскиот театар. Благодариме за тоа. Натаму, искрено се надевам дека како што му е потребен нов театар на Прилеп како нова театарска зграда, така му се потребни и нови имиња, како што си ти, како што е Илија Волчевски, како што е Борче Василевски и други кои потребна е и таа млада крв во театарот, нови видувања за театарската уметност, едноставно и публиката го чувствува тоа. Така што се надевам дека за следниот твој роден ден, кога ќе те поканиме, ќе ни дојдеш во студио и ќе не почастиш за твоето ново работно место во Прилепски театар. Да. Ти посакувам убав ден, нека ни е честит светскиот ден на театарот, многу успеси и благодариме за одвоеното време што го сподели со нас и со нашите слушатели и гледачи. Јас ми го честитам денот на театарот на сите театарџи, а на публиката и посакувам да гледа квалитетен театар, да гледа добар театар, а во Прилеп да има еден нов театар многу наскоро и да не се грижиме дека некои работи заминале во минатото, да кажам, меѓутоа да биде се за убаво, да биде што побрзо и да не се запостави работата, се разбира. Тоа го посакувам овој ден најмногу од се. Пријатен ден и благодариме. Пријатен ден и благодарам на поканата. Поздрав Филип, поздрав Никола, поздрав Радио Пела. Благодариме. Го завршивме разговорот со актерот Бобан Алексовски од независниот театар Златен елец и навистина после овие 2 разговори јас денов навистина празнично го чувствувам. Ми беше
пријатно што со вас поделивме на убав начин видување за театарот од млади, перспективни, успешни и посветени луѓе на театарот, режисерот Борче Василевски, актерот Бобан Алексовски. Продолжуваме до 13 часот со убава музика да уживаме во програмата во живо радио што се гледа.